Епа! Како сте ми? Почитувани граѓани, нашата мила и сакана држава после толку многу време на финти, дриблање, пропагандни пораки, конечно доби покана за НАТО, која е доказ дека Македонија ги исполнува условите за да може да продолжи да ги доисполни условите, меѓу кои да си го промени името и тогаш, да точно тогаш, реално ќе добиеме покана. Вау! Да, тогаш поканава важи. То ти е исто како да си женска некоја од Чернобил, некоја со 2 глај, со 7 очи, караконџула. Никој таква женска не сакат, ама ево покана, дојди на журкава. Под услов, ако станиш плавуша, со пропорции 90-60-90 и си го смениш името во Мерлин Монро. Тогаш поканава важит. Радмила Шекеринска на Твитер вели: еве, денес добивме аплауз за напредокот кој Македонија го направи. Па да, ние сме артистичка земја. Јас по себе знам. Плата да ми покачиш. Ќе се најажам. Не, неќу. Аплауз дај ми. Браво, Николче. Тогаш да. То ме воодушевува. То ми е побој од плата. Аплауз дај ми, презадоволен сум. Абе, ние живееме само за аплаузи. Браво, браво. Петче на рачето. Аплаузи и некој вака да не тапшат по рамо, да не јачат, да ни речат браво брат, леле, колку си најак, бо, ко тебе немат, златно дете си ти. Ај сега, тркни ја ми купиш цигари. Премиерот, откако му ја врачија поканата, го бакна пенкалото со кое Столтенберг ја потпиша поканата и рече: ова пенкало ќе не носи напред. Да, со то пенкало сите желби на секој македонец ќе бидат запишани во една книга. И на крај Дедо Мраз, на сите ќе ни ги исполни. Го баци пенкалото. Ајде, и за фломастер да се бериме. Шо е убо сегде. И во право е човекот. Пенкалото, почитувани дами и господа, е посилно и од меч. Посебно ако пенкалото е на главниот на НАТО. Не сакаш да те чкртнат со то пенкало овие големиве батковци. И шо е најако, одма се закажа масовна журка низ цела држава. Абе, немат ко нас, царој сме, живи се. Немат ко нас. А стани збор за јадење, пиење, скокање, одма први сме, одма раце горе, епа! Ај, рататататата! Опа, иха! Ние од пред месец дена спремни бевме дури да не добиеме покана за во НАТО, пак журка да направиме. Чисто да не држит во кондиција, да не падниме во депресија. Поќе од ова. Мислам, луѓе, свестете се. Добивме покана дека сме спремни за да продолжиме да се спремаме за покана. Како не ке се радвиш.